СЈО лаже и манипулира за да го отцрни ВМРО ДПМНЕ, изјави партискиот лидер Никола Груевски денес од Штип. Реакцијата на Груевски доаѓа откако денес специјалното јавно обвинителство покрена 3 нови истраги, меѓу кои и траекторија, каде 4 високи партиски функционери, меѓу кои прво осомничен е лидерот на ВМРО ДПМНЕ, се сомничат за избор на изведувач за изградба на автопатот Штип Миладиновци и Кичево Охрид и за 155 милиони евра оштетен буџет. Во Талер пак осомничени се 14 партиски функционери, од кои прво осомничен е повторно партискиот лидер. Според СЈО, околу 4,9 милиони евра били уплатени на партиската сметка со украдени лични податоци на членството на ВМРО ДПМНЕ. Во конкретниот случај, постои основано сомнение дека и покрај тоа што на прво осомничениот како председател на политичката партија му биле добро познати законските ограничувања, сепак истиот во периодот од 2009 до крајот на 2015 година овозможил финансирање на партијата спротивно на законските одредби. При што мотивите на првоосомничениот биле исклучиво од лична природа, а биле поврзани со зацврстување на неговата политичка моќ и позиција во партијата и во државата. На ова Груевски од Штип одговори. Денешната пресконференција на СЈО само уште еднаш докажа дека целта на СЈО не е ниту правна разрешница, ниту разоткривање на висината, туку уништување на ВМРО ДПМНЕ како партија, како политички опонент на нивната партија, на СДСМ, на партијата на СЈО. Обид да се разбие ВМРО ДПМНЕ, за да може СДСМ слободно во иднина да ги спроведува политиките за кои што се оврза очигледно пред своите партнери и пред оние кои што ја поддржуваат. Инаку, денес Груевски во функција на партиски лидер беше на увид на изградбата токму на автопатот Штип Миладиновци и на новата клиничка болница. Инвестицијата во овој објект е 56 милиони евра. Заедно со опремата која што се набавува внатре и заедно нормално тука ќе си влези во новиот објект, ќе се донеси и новата опрема од околу 10 милиони евра што веќе се набави за Штипската болница. Таа опрема заедно со новата опрема ќе направи еден многу современ и модерен една клиничка болница која што ќе биде место каде што штипјани ќе се лекуваат, но не само штипјани. Таа ќе биде собирен центар, ќе биде клиничка болница за поголем дел од овој регион. Инаку, според Груевски, изградбата на автопатот треба да заврши за 6 месеци, а клиничката болница до февруари наредната година.